Слава ти, Господи Исусе Христе, ја озвучуваме оваа книга, за да остане некаква македонска трага. Гимназиум, или како ја размножувавме умноста, Скопје, Македонија 2023, издадена. Текстовите се објавени во лик во Весникот Нова Македонија од 27.2.1999 до 21.3.2001 година и неколку последни во списанието Матица на иселеници Македонија. И последните три текста се објавени во списанието Комплетна, значи зборува за нашите македонски битки со театарот скрби утеха и јас како македонец, интелектуалец, ајде да речеме професор, кој создава македонска култура, сите оние погроми што ги поминавме, битки со незнабожците кои и денеска негираат дека постои Македонија. Денеска после средбата во Мелник, пред средбата практично не ме пуштија на бугарската граница, ми ударија забрана, како што ми рекоа црн печат, 10 години да не влегувам во Бугарија. Пазите, најинтересен се што јас сум уметник, актер сум, професор, говорам. Значи, тие ја забрануваат македонската култура, но тоа е цивилизацијско ниво. Честит Божик Македоне се вика. Значи, тоа се текстува 18 страна, се фати за еден скоравен збор. Зошто ние не викаме нема бугари, нема грци, нема албанци? Ако нема македонци, например, зошто ти викаш дека нема? Ако речеш нема снег, и се го повторуваш што 10 години нема снег, добро, нема снег, ако нема, значи нема. Зошто се секираш тогаш? Проблемот е што има. Се фати за еден скоравен збор, за да има наум да се врати. За еден скопен збор. Без разлика дали беше писан со мало или со големо слово, содржината, духовната големина не се менуваше. Дума, слово, речено, кажано, древно, еден од најславните предхристијански македонска митологија, олимпски богови, Зевсовиот синко мајчин, доби скорнување, внатрешна духовна потреба да дојде и да ја види таа убавица, таа земја ветена, древна, делена, пределена, ограбена, мала, голема Македонија. Дојде да ја види неговата земја. Онаа која името му го носеше, народот кој се нарекуваше по него. Беше Божик, кога Богот пристигна во наводници, вториот нашиот нивниот, имава еден псалм, бевте богови, синови на Севишниот, таки умрете како луѓе. Имали неколку Божји денови, нашиот Божик, нивниот. Имали неколку стари и нови години, имали неколку богови. Зборувам сега за Исус или тоа е еден. Колку Исуса има? Беше дојден, сега зборуваме за предолимски богот Македон. Нашиот предок дојде да се фати за да не му скопне зборот. Го погоди она за големата и малата буква. Го стресе, го скрбна. Ме нападна еден по весникот, зашто сум пишал Господ со голема буква, со мала требало. Ете, сатанска доктрина. Како може Божјото име да биде писано со малечка или она што остана од него? Го допре до душата, го заболе. Да се пишува со малечка буква неговото Божјо постоење откако ќе му се додаде наставката ски, македонски. Додадено едно малечко ски останува со малечка буква. И не само тоа, го скорна него од Божјото мирновремие македонскиот синдром, дека сите околу македонецот имаа повеќе право над Македонија од самите македонци. Сите тие словенковци, византоиди, илироиди, православноста, римскоства, единството, граѓанизмот, средномракобесието, османлиството, европството, кое некако најлесно се римува со робство, европство. Дојде на Божик да ги расчисти сметките со својот народот, со народот кој се именува по него, се фати за еден сакоравен древен збор за неговата малечка голема буква. Македон, епонимен херој на Македонија, син на врховниот првобог Дзеус и Тија според древно македонската митологија предхристијанска, нели, име кое е старо најмалку 4000 Божи години, име кое го прославија македонците на Александар Големиот, име кое трае и ден денес во Република Македонија, тие во меѓувреме успеа да натиснат да платат еден кукурај колажот, да го смени името, без
согласност на македонците, име кое го преживеа, односно го живее доаѓањето на Исус Христос, а ние денес знаеме дека Бог Исус ги дава имињата на народите и териториите, и тој го запишал Македонија, Македонец, Аристрах, Македонец од Солун. Беше Божик Македон, дојде по своето, го скорна еден скопен збор. Уважениот. Ете го уважениот лично. Питиски опити. Знаат ли македонците кој е нивниот Господ? Па и денеска, прашајте се. Важат ли за Господ правописните правила? Правописните правила срочени под југословенството. Речникот на македонскиот јазик со српско-хрватските толкувања од среден формат не ги содржи зборовите од поделена Македонија. Заради, разликите од бугарството, приближување кон српството, средниот формат или заради државните граници, мегници. Македонија нема ниту толковен, нити етимолошки речник заради, а. Тоа што такви речници имаат србите, б. Тоа што такви речници имаат болгарците, ц. Тоа што нема пари да му се плати авторство на Богот Македон. Го скорна зборот, го откорна од Олим, уважениот не сум јас туку Македон. Јас сум прост запишувач на македонското величие, како што би рекол еден од македонците со доблес Григор Приличето. Беше Божик, верник сум во Господ Исус Христос, верувам во Исус Спасителот, но имам желба барем еднаш годишно да се сетам, да оддадам почит и нему, на оној чие што име го носиме. Нели тој е Господ Бог, тој е наш предок, или неговот шедо? Во залог на македонскиот правопис бевте богови, синови на Себишниот, но ќе умрете како луѓе во псалмот. Честик Божик Македоне. И тој го слави Исус Христос. Бог се пишува со голема буква без разлика на опашката на зборот. Благословена да си Македонија. Одиме, 21 страна, Букефал си дојде дома. Ова се текстови пишувани од 1999 до 2001. И може би во меѓувреме нешто се сменило, но поголем број од работите за кои се пишувани се уште стојат во калта и во блоеницата. Букефал си дојде дома, како што му доликува на коњ, со царскиот каст, гордо и достоинствено си дојде дома. Се врати буклето. Фала му на Господа си дојде. Приказната за буклето е врзана со сонцето и со кутлето. Никој од македонците не можеше да го јавне. Се обидуваа едни, други, сите ги отфрлаше. Беше вистински дифтар, едноставно некои работи на некои луѓе не им се дадени од Бога. Како можеш, например, да ги затвараш, си ги затворал македонците, наместо да се покаеш и денеска продолжуваш. Па татко на лагата е сатана, то се сатански народи фатени во сатански пранги. Стои Александар и се чуди, не може да се изначуди, тогаш се уште беше само син на македонскиот цар Филип II. Им дофрли, гледајќи ги опитите со притиска двомисла, каков конј сакаат да загубат, само затоа што не можат да го јавнат. Потоа му прииде, го погали по ноздрите, го заврти лицето спроти сонце, го бодна во див галоп. Само Александар можеше да го јавне. Потоа го нарече Букефал, букле, голем, фал, глава, како кефало, оној што има кефало, кому ќе му кефне фал, фалба, пофалба, фаланга, главна, главнина, или некому кому во умот му фали, недостасува, го нарече, го кажуваше Букефал. Букле добро го запамети сонцето, македонското сонце, затоа што го заслепи пред Александар Македонски да го бодина, да го јава. Се врати Букле, не баре прво повикан од букефалистите, ново именување на луѓето кои го следат и се гордеат со македонскиот цивилизацијски континуитет, кога Македонија се оддели од Југославија, нели, од република, Социјалистичка република Југославија, Социјалистичка република Македонија, навалија како некои сколовранци, како скакулци, бугарулиња, како ги викаше Ѓурката, и тука се настана една битка, додека овие другите социјалистичката спиеше од длабок сон, во комунистички сон, историографија, се јавија неколку луѓе да го бранат ова. Меѓу тие луѓе беа трибините македонците од древнина до денеска. 8 луѓе правевме, две вечери трибини, играјќи ги представите со театарот Скрби утега, за кој денеска веќе се укинати сите средства, тоа покажува дека и македонските влади учествуваат во геноцидот македонски.
Тоа беа доктор Ташко Белчев, Василий Лилов, Симе Пандовски, Ристо Ивановски, Ангелина Маркус, Ѓорги Котевски, ќе заборавам некој, Вангел Божиновски. 8 луѓе кои зборуваа и не се плашеа. Тоа беа трибини кои траеа од 8 до после полнок, до 2 часот. Се зборуваше за македонската историја. Стои буклето и мафта со опашката. Во забите држеше некакви книги. Стои гордее на аголот меѓу старата чаршија, новиот театар и младата библиотека. Се погледнавме во очи македонец и конј, или конј кој беше македонец како и оној кој го јаваше. Некому едноставно не му е дадено. Мрда со опашката и го остава врзулчето со книги. Беше дојден небаре прво повикан да ни донесе дарови од царот. Првата книга вере. Првата книга беше Webster Seventh New College Dictionary од 1967. Таму пишува дека од античкиот и средновековен македонски јазик се изведени следниве јазици: македонски, бугарски, српско-хрватски, словенски, словачки, полски, виндиш, кашубиски, руски, полобиен, украински, белоруски, страница 429. Втората книга беше Български етимологичен речник, том 1. Таму пишува дека зборот българ е турано-татарски и значи збирштина. Дури во македонскиот јазик се избугари работата. Третата книга беше Македонскиот конфликт на Л.М. Денфорд. Таму пишува дека зборот българ првин се употребува за луѓето кои зборувале турски, а потоа словенски. Зошто ставате вие турски збор на име на македонски народ ако сме еден народ, а и зашто ми забранувате да одам кај мојот народ ако сме еден народ? Господине председателе, кога слеп ве води, сите ќе паднете во јама. Ги остави букле трите книги на аголот помеѓу старата чаршија, новиот театар и младата библиотека. Беше красен македонски конј. Не му беше дадено секому да го јавне. Му појде тоа одрака на царскиот син Александар. Потоа македонецот го завладеа светот. Ги положи книгите на аголот, знаејќи дека колку и да дува ветрот, планината не може да му се поклони. Не мислеше на Пирин, туку на Олимп. Дојде заради букефалистите прекар, грд и зол за македонците, кои се гордеат со македонскиот континуитет. На мегникот, на граникот меѓу старата, новиот и младата стојат трите книги. И колку и да дува ветрот, тој ветер, тие не ќе може да му се поклонат. Не на некои луѓе едноставно не им е дадено од Господа. Јавај македонецу царски ату со сонцето во галопот свој, остатокот е приказната за конјските опашки, или како што викаше Серафим Гоцев, Бог да го прости, оно гурци, чукундурци, мандрагурци. Серафим Гоцев кој ми сведочеше дека песните, касетите македонски што ги запленуваше бугарската полиција, ги палеле во гимназијата во Сандански, еден огромен куп, а денес ги препејуваат и ги нарекуваат како своји. Татко на лагата е сатаната. 3 книги донесе еден конј за македонскиот народ, раснат како планината, за да не заборавиме кој кому треба да му се поклони. Или каков конј сакаат да загубат, затоа што не им е дадено да го јавнат. Видете, македонскиот полуостров, македонците од македонците се населени склавени, тоа се постмакедонски идентитети, и нивната потреба да најдат некоја поголема историја од таа од која потекнуваат. Значи, до таткото си ја забораваш историјата, си измислуваш нов татко, оно гурци, чукундурци, мандрагурци и други штурци или хеленисти, мандрагонисти. 24-та страна во залог на глосата ја озвучуваме оваа книга. Македонците удираа со копјата и штитовите. Трештеше. Овој пат гласаа како еден, собранието на македонците под оружје овој пат не го избираше царот. Гласаа едногласно одбивајќи на атинците да им ги вратат посмртните останки на Еврипид. Беше 406-та година од македонската голема ера, беше денот кога драмскиот автор, актерот, испушти душа. 2 години пред тоа ја напушти Атина, видете тој култ кон умрени што е внесен во православието од античка Македонија.
Инаку во христијанството не треба никому да му се поклонуваш, посебно не на мртви коски. Мртви коски има таму еден кога пророкува Еремија, мислам беше. Видете, тоа се тие некои апсурди, но така, му се закануваа дека ќе го отрујат и со судење на Аристотел. На атинците не им се допаѓаше содржината на неговите дела. Беше тоа првиот изграник, првиот интелектуален прогон. Потоа Еврипид си дојде дома во Дион, светиот град на македонците, во подножието на Олимп. Му беше дворски хроничар на македонскиот цар Архелај и таму ги напиша баханалиите, едно од неговите најдобро сочувани дела, инаку прадедовски обреди и жртвување во чест на Дионис, Дионисови слави на аргеатската македонска царска лоза. Несомнено задржани и денес во обредните верски христијански празнувања. Во православието, кога цар Константин по сонот да стави крст пред војската, роден во Наис на нашија денешен Ниш, од македонската царска династија, нели, сонувал дека ако стави крст на војската ќе победи, става крст на штитовите, цртаат. Победува и го дозволува христијанството и сите обреди од античка Македонија се внесени во православието. Католицизмот истото го копира, нели, тој само ги смени имињата напред на македонската гора Олимп со своји и така натаму. И тоа е тоа што го живееме денес, како да речам, македонска обредна народна култура, која не е реално христијанство, вистинско живо, зашто се бави со обреди од претходниот религиски систем. Значи беше првиот изгнаник, му беше дворски хроничар на македонскиот цар Архелај, Еврипид, таму ги напиша баханалиите, прадедовски обреди, во чест на Дионис на аргеатската македонска царска лоза задржани и денес. Тој ден татнеше во собранието на македонците под оружје. Не се избираше царот. Собранието изгласа дека посмртните останки на Еврипид треба да бидат закопани во Македонија. Која Македонија? Па една е Македонија, таа што е поделена, и наместо да се покаја да ги признаат македонците, да ги отвориме границите, нашите соседи. Пазете, тие би требало да се иста вера, но Исус вели ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Гледате дека тие не се негови ученици. Па нели тој побегна жив од таму? Нели? Зошто сега умрен да го враќаат Еврипид? И тој беше само меток за атинците. Дојденец, видите зборот меток, вметнат, наметнат, смет, оној кој нема граѓанско право, тугинец, интересно зборот меток до денес како задржал истото значење. Во македонскиот јазик и од тој древен збор се изведени редица други, како например зборот промет, наметка или подмет, повторно основата мет, нели кога некој се метка или пак смета, мете. Со оглед дека историјата ја пишувале победниците, краткотрајни, единствен победник Исус Христос, и тој е цар на македонците, македонската наука мора добро да внимава на подметнатата теза дека од јазикот на древниот македонски народ не се зачувани ниту стотина глоси, гласини. Уште еден македонски збор од древнината и тој дел од нашата цивилизацијска вредност допрвин треба да биде расветлен. Бог да го прости, доктор Ташко Белчев предложи да се направи палеолингвистички центар, да се дешифрираат некои работи, да се прави, но не му дозволи социјалистичката наука во наводници. Атина град држава во која граѓанското право се купуваше со пари. Со еден збор трговски центар каде се купуваше и продаваше се дури и театарот. Веројатно така Еврипид затолкол таму. Приказната понатаму вели дека на местото каде што бил погребан драмскиот автор извирале две реки, едната добра за пиење, другата смртоносна. Самите изберете од која вода, од кој било ќе се напиете, македонци мои, но секогаш кога ќе се сетам на Еврипид како бега од Атина и си доаѓа дома во Македонија, си спомнувам за Војдан Поп Ѓоргиев Чернодрински, кој остана далеко од социјалистичкиот македонски театар и физички и духовно, иако театарските игри во прилеп го носат неговото име. Во театрите речиси воопшто не се беа поставувани неговите драми, беше закопан вон границите на тогашна социјалистичка република Македонија, значи ова е до 2001, може би сега се сменети работите. Но тука е некаде со вториот скрби утеха, кој му се укинати сите средства. Едните 7 години, 8 години, 15 години, 17 години книги. Ако ви раскажам, нема да ми верувате. Значи се покажува дека тој погром на македонската култура е одвнатре. Тогаш, за разлика од Еврипидовиот случај, собранието на македонците социјалисти воопшто немаше доблест да гласа,
Нели во името на забранетата глоса древен македонски збор, сочуван и додржан со истото значење и денеска, во името на Војдан Поп Ѓорѓиев Чернодрински. Го оставија Чернодрински и потоа им текна за нив. Денеска, например, скрби утеха е маргинализиран, а речиси само еднашка беа представени книгите, 40 книги од скрби утеха, кои се за театарот на игрите, и тогаш не пишуваше во програмчето. Со маки да играме, да учествуваме, сега најнакрај финансиски не избриша, направија театри на друг јазик. Книги се финансираат на друг народ, на друг јазик од соседни земји, а за нас нема, но нашиот татко, мојот татко е семокниот Бог, не се жалам. Ете видите, сега најнакрај ми удрија уште и болгарците кои тврдат дека сме еден народ, забрана за влез во Бугарија, веќе ја завршив работата, имам снимено 100, можда и повеќе, 200-300 емисии. Од Пиринска Македонија, каде се снима и се докажува дека постојат македонци, а тие викаат не постои, не суштествува. За македонскиот град. Јато птици слетаа од облакот и го колваа житото. Динократ се насмевна. Му мигна на царот. Александар го бележеше местото каде што требаше да го посадат градот. Никни, граду мој, фати корен во мајката земја, мислеше Александар. Предходно, како спространо привидение го сонуваше Хомера, сцената за Менелај за солништето како предвидение за положбата на градот. Беше 7 цутар 331 од македонскиот период на владењето на светот. Александар Македонецот му ја довери на Динократ улогата да го посади градот Александрија, во чија што библиотека се чувале преку 700.000 волуменски единици и книги. Затоа во тој ген, во таа дарба од Духот Свети од Исус Христос, македонците и поети, и драмски автори, и толкувачи на историјата, но имаме тука и големи заблуди, подметнати сатански влијанија. Сепак духовен татко на Александриската библиотека беше Стагирецот, окупаторскиот филозоф на атинците, или како што го нарекува еден од Александровите генерали, Аристотел. Види Полибија истории. Еден од методите на собирање книги во Александрија било претресување на бродовите и земање на ракописите како на доместок. Аристотеловиот лицеум имаше своја библиотека. Историјата започнува со писменоста. Храмот бил свето место за учење. Животот и судбината на старата Александрска библиотека Мустафа Елабади. Јато птици го колваа житото. Александар му даде поттик на Динократ да започне да го посадува градот. Никни убав граду победија минливоста, рече Динократ. Беше тоа истиот градител кој ја посади Светата гора. Доколку еден зидар повторно го отсонува делото, Светата гора на Халкидики, на полуостровот, повторно го отсонува делото, својата камена уметност ќе почувствува дека одново треба да ја изгради. Никни даруван граду, рече. Александрија, прозбора Александар, нека се именува така. Јато птици го клукаа житото. Теофрас му беше наследник на Аристотел. Плутарх запишал дека ракописите на Аристотел и Теофрас паднале во рацете на грубијани и незнајковци. Ги пренил Сила 86 година од римскиот период на владењето на светот и ги однел во Рим. Ракописите од библиотеката гореле неколку пати како во Цезаровата војна, ги пленеле книгите, ги пренесувале, учеле од нив, препишувале, ги представувале како своји кратци на туги знаења. Гимназиумот според тестаментот на Теофрас имал религиозна основа да го размножи умот. Го множи ум, гимназиум, како што лицеум е врзано со личност и умност. Гимназиумот содржал стоа, место каде што се стои и се учи. Портал, перипатос, место каде се шета и се бирал патот во движењето. Пери, бери, патос, пат. Бери, патос, пери, патос. Името испери си го патот. Видете како пред она дека Исус им ги изми нозете, им дава обувки на Евангелието на мирот да чекорат по неговиот пат. Името на Аристотеловата метода по тесната патека што води кон животот. Ако си ти христијанин, нема да го забрануваш братот христијанин. Кога си го убивал и не си се покајал. Името на Аристотеловата метода на бирање на патеката или екседра, место каде се седнувало, епистот, управител, постанат, Александар Македонецот го сонуваше Хомер, го одбра местото за градба, јато птици го осветија житото. Зидините на градот го посади Динократ, царскиот архитект. Никни даруван граду, рече. Таму се множеше славната
библиотека, гимножиум, Теофрас пак Аристотеловиот ученик 34 божи лета управувал со лицеумот, гимназиумот во Александрија. Приказна која започна откако македонецот го сонуваше Хомера. Хомер кој ги запишал своите дела древномакедонските епови Илијада и Одисеј 600 години пред појавата на историските елини. Па како тогаш може да стане збор за нивната грчкост? Тоа ви исто како да тврдите дека Јустинијан, роден недалеко од денешно Скопје, и царот Константин, роден во Нашија, денешен Нишсе Османли. Историјата не е завршена. Таа е приказна која ви ја кажуваат за да не заборавите кој доминира и ја владее мајкава земја. Сатаната е паднат на земјата. И има малку време. Тоа е тоа. Остатокот е македонската слава, величие и континуитет до денешна република во силата на Господ Исус Христос. Јато птици се гостеа со житото, тоа македонецот ги одредуваше зидините на градот кој го избра да биде светска престолнина. Потоа се зафатија со работа зидарчињата. Никни даруван граду и не заборавај кој те посади, кој те сонуваше, кој те изгради, не заборавај граду мој со царското македонско име, слава ти Господ Исусе Христе, што и денеска и довека. Ми даваш сила да работам, да ти служам, да се радувам со тебе. Тие се тие моменти, за жал, денеска се потешко се работи, се добиваат средства од, како да речеме, македонските културни институции, како да сме ние, да припаѓаме на друга држава, и практично македонската Министерство за култура со одредени постави, политички стеги, кумуваше на ова македонски погром што се случува. Првин ги укина и гостувањата на театарот Скрби и утеха кај македонците во Бугарија, Грција, Албанија, во Пиринска и Егејска Македонија, во Албанска, во Јонска Македонија. Потоа ги укина театарските представи, па сите книги ги укина. Јас не можам да добијам книга, денеска сум на жала, мислам дека 18 години не сум добил книга. После една книга која ги искритикував што се правеше, некој крена рачна. И тоа ви испратил Господ Исус Христос, човек даруван да пишува, да пророкува, да прави. Вие го изгонувате. Знаете, на Исус му рекоа да не влегува во градот, да си замине, кога ги истера демоните во свињите, кога се издавија во морето. Таква е состојбата. Но Господ Исус Христос да ви намножи се. Македонија и Израел ќе останат, а се последните два сведока. Тие ќе бидат убиени и ќе воскреснат. Додека не се направи потоа се ќе помине низ оган, ново небо и нова земја, а вие понатаму велите няма македонци, охи македонци, кукуноне македонци, нема тих македонаца. Па после кога ќе дојдете горе на суд, ако ми даде Господ да бидам јас таму присутен, ќе треба да одговарате за секој лош збор. Кој си ти да осудуваш туј слуга? Благослови Исусови. Амин.